Европската комисија денеска стави на располагање 65,7 милиони евра за Македонија во рамки на инструментот за реформи и раст како дел од поширокиот пакет финансиска поддршка за земјите од Западен Балкан. Покрај Македонија 49 милиони евра доби Албанија, 44,2 милиони евра Црна Гора. Исплатата следува по позитивната оценка на Комисијата за спроведените реформски чекори при што кај Македонија акцентот е ставен на реформите во образованието и дигитализацијата. Според оценките, земјата презела мерки за подобрување на финансирањето на основното и средно образование, како и активности за проширување на пристапот до дигитална инфраструктура и информатичка опрема во училиштата. Од вкупно одобрените средства за Македонија 30,6 милиони евра директно ќе бидат префрлени во државниот буџет, додека останатиот дел ќе биде наменет за реализација на инвестициски проекти преку инвестициската рамка на Западен Балкан. Со денешната исплата вкупната финансиска поддршка за Македонија преку овој инструмент достигна 142,1 милиони евра. За Албанија досега се обезбедени 212,8 милиони евра, за Црна Гора 89,3 милиони евра. Планот за раст за Западен Балкан, усвоен во 2023 година, има за цел да има возможи на земјите од регионот постепено да ги почувствуваат придобивките од членството во Европската Унија. Експертите оценуваат дека овие средства можат значително да придонесат за модернизација на образовниот систем, подобрување на дигиталната поврзаност и забрзување на економските реформи во земјава. Воедно финансиската поддршка од Европската Унија се смета и за важен сигнал за доверба во реформскиот процес и европската перспектива на регионот.